би сакале вечно да се памети твојата насмевка. И твоите зборови за секогаш да воспеваат во нашите срца. Секогаш, кога гледам во туѓи очи, јасна искра заветува. Пламнува секогаш, кога се зборува за тебе. Дали е тоа страв, се прашувам. Се плашам таа искра да се прошири, зеницата да ја опфати, па да стане орничава. Може би е храброст, тоа би требало да не води, но сепак ни треба рака за сето ова да се преброди. Се надевам на подобро утре. Се молам за твоите очи да сјаат во боите на среќата, до бесконечност, Гоце Делчев, за тебе, Создавачу. Ние за тебе твориме и ти порачуваме, заветот твој го чуваме. Гласноговорнику и на нејзината преградка со традицијата, творецу на нормите и на сознанијата, но и на стихови во кои тагата и радоста се судираат, спокојот и гневот, живот и смртта. Творецот на лекот за многу болки, утехата за неутешните, возвишеноста на секојдневието, воздишките од детството. Те паметиме и не те забораваме. Вечна слава. Под засилена полициска безбедност денеска во Куманово беше одбележана 151-та годишнина од раѓањето на великанот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев. Пред бистата на патронот на гимназијата Гоце Делчев цвеќе положија представници на училиштето, на општинскиот одбор на Сојузот на борци, Сдруженијето на армиски и полициски ветерани, општината, Советот политички партии, невладини организации и граѓани. Учениците и членовите на училишниот оркестар и хор Симфониум говореа и пееа за ликот и делото на Делчев. Денеска за нас е навистина многу значаен ден. Го одбележавме раѓањето на нашиот патрон Гоце Делчев, за кој што се гордееме, што како училиште го носиме неговото име. Секогаш се водиме од неговата мисла и се бориме на сите полиња да бидеме најуспешни. Благодарност голема до нашите ученици кои што и за оваа пригода денеска се организираа за да ги покажат своите способности во творештвото, во делот на поезијата, кои што се представија со своја лична творба, напишана во чест на нашиот патрон Гоце Делчев, но исто така голема благодарност до професорот Филип Петровски, кој што направи еден многу убав аранжман со неговиот оркестар и хор Симфониум, песна за Гоце. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш. Се школувал во гимназијата во Солун и на Воената академија во Софија. Бил учител во Штип, а како член на Централниот комитет на ТМОРО работел на создавање мрежа на бази, комитети и комитски чети на организацијата. Учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО, а до 1901 година бил задграничен представник во Софија. Тој е убиен од турската војска на денешен ден во 1903 година во селото Баница. Гоце Делчев бил идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно народно ослободително движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век.